Собранието доби заштитена соба направена по најнови светски стандарди. Фарадиевиот собраниски кафез ги има сите потребни елементи произлезени од најсовремените технолошки достигнувања кои спречуваат прислушување на тајни разговори, кражба на класифицирани документи или пак оддавање на строго чувани тајни значајни за безбедноста на државата. Со ваква глува соба, Македонија може да држи чекор дури и со големите европски и светски играчи. Зошто глува соба во Македонското собрание? Нашите соговорници велат дека со заштитената просторија и заштитениот работен простор ќе се промовира, унапредува и дополнително ќе се развива безбедносната култура во собранието, со што ќе се овозможат безбедни седници за ракување со класифицирани информации. Така заштитени, законодавците ќе можат да разгледуваат, дискутираат и расправаат за критичните безбедносни и разузнавачки прашања без ризик од протекување на информации или пак неовластен пристап. Безбедноста на класифицирани и сензитивни информации во просториите на собранието се од клучно значење не само во однос на националното законодавство и процесот на интеграција на земјата во Европската унија, туку уште повеќе. Македонија сега е полноправна членка на НАТО и ќе може да одговори на високите стандарди за спроведување информации меѓу членките на Алијансата. Изградбата на заштитената соба е и барање на НАТО и ќе биде особено важна и неопходна при отворање на поглавјата 23 и 24 во пристапните преговори за членство во Европската унија, затоа што со собата се создаваат услови за остварување на ефективен парламентарен надзор врз безбедносните служби. Председателот на собранието Африм Гаши за заштитената соба вели дека Република Северна Македонија е речиси единствената држава во регионот која има таков простор направен според најновите НАТО стандарди. Тој потенцира дека просторијата отпорна на секаков вид на прислушување е битна за собраниските комисии каде се водат дебати во врска со безбедноста на земјата и при тоа се отвараат класифицирани документи кои не треба да протечат во јавноста. Па прво може да се навратиме на нашите лоши примери. Ако се сеќавате во една од комисиите каде се следи комуникацијата или безбедносните структури во државата, наша комисија која ги следи тие служби, само што се заврши комисијата, испадна снимка на YouTube од таа собраниска дебата и комисија. Тоа беше алармантно и веднаш ние како држава веќе решивме да преземеме нешто порадикално во тоа смисла. Имавме неколку примери заедно со ДИКАВ и со НАТО стандардите. Влеговме во процес на оформување, изградба на една таква глува соба. Имаше подолг процес, ова е започнато во минатиот состав, за волја на вистината. Јас ја затекнав таа состојба и веќе, штом ја презема функцијата председател на собранието, направи се тоа да го завршиме во по најскор можен рок, тоа да го завршиме, да го кончаме како процес и да се стави во употреба. И мислам дека од безбедносен аспект ќе бидеме држава лидер во собранието која има таква соба, глува соба во која може да се одвиваат такви дебати од сензитивен аспект и од безбедносен аспект за државата, за собранието и така натаму. Дизајнот на заштитената просторија и работниот простор се прецизно дизајнирани и ги исполнуваат дури и ги надминуваат строгите безбедносни барања поставени и од НАТО и од Европската унија. Во изградбата користени се напредни технолошки заштитни мерки. Физичкиот простор е изграден со материјали кои спречуваат неовластено следење и прислушување, обезбедувајќи комуникациите да останат доверливи и заштитени од надворешни закани. Проектот ги инкорпорираше најдобрите практики во управувањето со безбедносниот сектор, нагласувајќи ја отпорноста и на традиционалните и на новите безбедносни предизвици. Овој сеопфатен пристап осигурува не само безбедно решение, туку и приспособливост на идниот напредок во надзорот над безбедноста и разузнавањето. Јас сум импресиониран од она што го видов. Навистина и персоналот од собранието, вработените од собранието задолжени за таа работа и луѓето од ДИКАВ, од Женевскиот центар,
вложиле прво огромна енергија, вложени се големи финансиски средства и се што е тамо вградено е апсолутно последен степен на техника, технологија, заштита и секој што ќе види ќе биде импресиониран од тоа како е се направено квалитетно по најстрогите светски безбедносни стандарди. Па заштитената соба има пропишана процедура, се влегува во еден простор каде што се оставаат сите електронски уреди, се поменува ни скенер, ве пречекува офицерот за заштита на класифицирани информации, пополнувате одреден формулар кога сте влегле. Понатаму имате можност, како пратеник, секој пратеник ќе има можност да земе и да чита документ кој што е класифициран во заштитената соба и истиот после тоа да го остави, да го врати и се евидентира времето кога го земал, кога го вратил. Значи, буквално ќе може секој пратеник, доколку има интерес за одредена проблематика, а поседува соодветен сертификат, да добие документ од таков степен и да се информира за она што го интересира. Значи, се што е класифицирано од доверливо, строго доверливо и државна тајна, доколку поседува сертификат, ќе може да ја користи собата и за негова лична работа. Председателот на Комисијата за надзор на мирките за следење на комуникациите, Милет Алевски, вели дека во изминатите 4 години, како поранешен председател на Комисијата за одбрана и безбедност, се соочил со два клучни процеси: забрзување на постапката и изградба на заштитената соба и профункционирањето на граѓанскиот надзор на мирките за следење на комуникациите. Ние црпевме пример од Словенија, но во делот на она што значи техничка подготовка и целокупната конструкција на заштитената соба, ние сме први во регионот. Имам информација дека се заинтересирани и околните држави да по нашиот пример да изработат и да изградат таква заштитена соба. Заштитената соба или популарно наречена глува соба ги исполнува сите технички предиспозиции кои што се потребни за да се врши надзор на безбедноста разузнавачкиот сектор, практично она улога која што има и собранието и пратеници, за да може да биде поедноставно. Знаете дека неколку комисии користат класифицирани податоци во делот на надзорот на безбедноста разузнавачкиот сектор, односно тоа е надлежност на собранието и потребни се тие технички услови затоа што се опфатени со закон одредена врз основа на одредена класификација, дали тоа службена државна тајна и така натаму врз основа на класифицираните податоци кои што се по закон. Така да она кој што ќе го имаме како придобивка од заштитената соба е исклучително многу важно за работата на овие, кажав, комисии кои што се поврзани со безбедноста и одбраната. Претходно 4 години, како што ви кажав, бев председател на Комисијата за одбрана и безбедност и бев директно вклучен во сето на кој што го организираше ДИКАВ заедно со донаторите, но и со раководството и администрацијата во собранието, со оглед на тоа дека треба да се заблагодариме на администрацијата во собранието, поранешниот председател на собранието, поранешните председатели на Комисијата за надзор на мерки за следење на комуникациите и поранешниот председател на Комисијата за надзор на АНБ и АРА, кои што заедно со мене тогаш бевме директно вклучени во целиот процес и власта и опозицијата за, како што кажав, овие два клучни процеси во делот на реформи на безбедносно разузнавачкиот сектор да бидат решени. Тоа е првиот дел беше заштитена соба и вториот дел беше законот за следење на комуникациите. Поранешниот председател на Комисијата за надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност и на Агенцијата за разузнавање Љупчо Пренџов вели дека значењето на заштитената соба е голема, затоа што изградбата на оваа соба и заштитен простор е потреба за дополнително олеснување на парламентарниот надзор и сослушувањата со безбедносните и разузнавачките служби кои би имале поголема доверба за споделување на сензитивни информации во собранието кога интегритетот на податоците е загарантиран. Многу е важно затоа што оваа глува соба е соба која што е практично целосно делена од собранието, каде што нема шанси изработени од такви материјали кои што нема шанси да се пробијат, се да има некое прислушување, не може да има електронско прислушување, едноставно имате согласно сите НАТО стандарди и согласно стандардите на Европската унија за безбедност,
во разузнавачкиот сектор, ги исполнува сите услови каде што можеме да разговараме за се она што значи класифицирана информација и при тоа точно се што се разговара да остане во таа соба. За разлика од другите парламенти, на пример, ние бевме во студиска посета на парламентот во Љубљана, на Словенија, тие веќе имаат таква глува соба и по теркот на таа глува соба, која што исто така ги исполнува сите меѓународни НАТО стандарди, направивме во собранието и таа е најмодерна во државата и навистина тоа е еден голем допринос на собранието со цел да можат сите оние идни председатели и членови на комисиите за надзор над службите, за одбрана и безбедност, комисијата за стегање на комуникација, да имаат навистина во рамки на собранието една непречена комуникација со директорите на агенциите кои што го покриваат разузнавањето. Иницијативата за изградба на глувата соба е плод на стратешко партнерство помеѓу Собранието на Република Северна Македонија и Женевскиот центар за управување со безбедносниот сектор, ДИКАВ, што ги нагласува заедничките напори за зајакнување на демократското владење и обезбедување сеопфатни механизми за одговорност во рамките на безбедносната рамка на земјата. Основа за изградба на собата представува меморандумот за разбирање склучен помеѓу Собранието и ДИКАВ со кој се официјализираше соработката. Според Владо Гердовски од ДИКАВ, стандардите во однос на класификацијата, кои се обврска од Законот за класифицирани информации, кој што е усогласен со најголемите стандарди за заштита на класифицираните информации, се исполнети, дури во одреден момент тие стандарди се надминати. Женевскиот центар за управување со безбедносниот сектор ДИКАВ во целиот овој како да кажам, процес на планирање, организација и градење на оваа безбедносна заштитена соба, од почетокот на воведување на својата програма за реформи во безбедносниот и разузнавачкиот сектор и работата со собрание како партнер институција, во делот каде што беше дефиниран акцискиот план како ќе се работи во собранието, покрај градење на капацитетите и подигањето на нивото на парламентарниот надзор над безбедноста и разузнавањето, во еден сегмент имаше испланирано и, како да кажам, влезено во меморандумот за разбирање со собранието, изградба на таква заштитена соба. Заштитената соба произлегува од фактот што спомнав дека класифицираните сесии на овие собраниски тела ќе мора да се држат во простор во кој што е ограничен и во простор кој што ќе гарантира безбедноста на класифицираните информации од секој аспект. И така се наметна потребата да се изгради таква соба во собранието. Значи тоа беше, како да кажам, при подпишувањето на првиот меморандум во 2018 година со собранието, тоа произлезе како обврска и на ДИКАВ, меѓутоа и на собранието да ја реализира таа соба, односно да ја изгради и да ги постигне највисоките стандарди кои што ги гарантираат безбедноста на класифицираните информации, за да може да се створи атмосфера за работа на комисиите без при тоа да бидат оптеретени дека тоа може да и протече во јавноста на начин кој што можеби во минатото се случувало. Просторијата е од највисок, така наречен прв степен на заштита за документи со највисока класификација и ги исполнува сите стандарди на аудио и антирадиацијска заштита. Опремена е со соодветна заштитна опрема за да се гарантира заштитата на класифицираните информации. Опремата во просторијата ги задоволува највисоките темпест стандарди на радиацијска заштита. Ова значи дека теоретски глувата соба е просторија која е отпорна на секој вид на прислушување. Но колкав е ризикот таа да биде злоупотребена? На ова прашање нашите соговорници велат. Шансите се минимални, апсолутно, може да се каже и нула, бидејќи физички одделена две зони се, зона 2 и зона безбедносна зона 1. Просторијата е, реков, во Фарадеев кафез, заштитена од било какви зрачења. Внатре опремата е сета сертифицирана по најстроги стандарди, техниката и се што е внатре ставено, се е заштитено, така да собата како таква е апсолутно безбедна и е големо и привилегија, задоволство и корист за собранието и за државата што имаме таков еден објект. Темпе стандарди се интегрирани внатре во собата, во техничкото решение на собата.
И од тој аспект заштитата од електромагнетно зрачење, од аудио зрачење и така натаму е обезбедена по највисоки стандарди, па дури може слободно да кажам и ги надминуваме стандардите кои што се пропишани за тоа, највисоките стандарди. Опасноста за злоупотреба секогаш доаѓа, најголемата опасност доаѓа од човечкиот фактор. Значи, човечкиот фактор, тука зборам за луѓето кои што ќе работат во собата, бидејќи ви можете да обезбедите услови во таа соба да се работи класифицирано и да се почитуваат сите норми и класифицирани информации, меѓутоа индивидуална е одговорноста по напуштањето на собата. Тука постои можност, меѓутоа сето тоа, како да кажам, тој ризик се намалува со добивањето на безбедносниот сертификат на секој пратеник поединечно, на секој од службите кои што работи внатре во собата, и се знае дека одговорноста е индивидуална и дека стандардите строги мора да се почитуваат. Па, како да кажам, човечкиот фактор е пак најслабата карика која што може да се злоупотреби во однос на оддавањето на класифицирани информации, додека техничкото решение во собата е доста добро направено. Собранието со заштитената соба добива место каде што ќе може да се вршат класифицирани сесии на комисиите надлежни за надзор над безбедноста и разузнавањето, бидејќи собранието како законодавен и представнички дом има и надзорна функција. Надзорната функција која треба да се спроведува во секој сегмент, особено врз безбедноста и разузнавањето, ја вршат трите собраниски комисии, и тоа: Комисијата за одбрана и безбедност, Комисијата за надзор на Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање и Комисијата за надзор на мерките за следење на комуникациите. Но покрај овие комисии постојат и други комисии во собранието кои имаат класифицирани сесии и ќе можат да ја користат заштитената соба и заштитениот работен простор кој е пропратен елемент на собата, архивата и другите простории. Оваа просторија накратко е потребна за обезбедување на класифицирана дискусија, односно класифицирана сесија, надзор и сослушување на представници на безбедносните служби. Доколку тоа е потребно, и сето тоа треба да биде обезбедено во една атмосфера, во еден простор кој ќе ја гарантира класифицираноста на информациите, односно дека информациите нема да излезат на начин на кој што не треба да излезат. Начинот на работа треба да биде во согласност со Законот за класифицирани информации и со уредбите кои произлегуваат од тој закон, бидејќи правилата и стандардите се мощно строги и мора да се почитуваат од секоја организација, односно од секоја институција во која циркулираат класифицирани информации, односно се држат класифицирани сесии. Ова е основната намена на заштитената соба. Овластен орган за акредитација на заштитената соба е Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации. Потребни документи за акредитација на заштитената соба се: проценка за безбедносен ризик за комуникацијско-информатичкиот систем во заштитената соба и заштитениот работен простор, изјава за безбедносни потреби за комуникацијско-информатиски систем во заштитената соба и заштитениот работен простор, и безбедносно оперативни процедури за користење на заштитената соба и заштитениот работен простор. Врз основа на проверка на документите и списите, како и теренската проверка во заштитената соба од страна на ДБКИ, се добива акредитација за користење. За реализацијата на така наречената глува соба, во собранието имаше 6 јавни повици. Последниот јавен повик беше успешен и заштитената соба почна со изградба во јули 2023 година. Со глувата соба стартува значајна пресвртница во посветеноста на зајакнување на парламентарниот надзор над безбедносниот и разузнавачкиот сектор. Така се зголемува капацитетот на законодавната власт поефикасно да ги следи и оценува активностите на безбедносните и разузнавачките агенции. Со заштитената соба, Македонија се интегрира поблиску со западните институции, како што се НАТО и Европската унија, бидејќи таа ја игра клучната улога за зајакнување на парламентарниот надзор врз разузнавачките операции, со што го исполнува императивот за баланс на националната безбедност со заштитата на граѓанските слободи и права. Глувата соба е камен темелникот за исполнување на строгите стандарди за управување што ги бараат овие организации, бидејќи представува безбедна средина, каде што со класифицирани информации со најголема чувствителност може да се ракува со најголема доверливост и интегритет.